7 часот и 40 минути на нова тема во продолжение до 8 часот во утринската програма на вашиот јавен сервис. Вчера почина папата Франциск, првиот папа од Латинска Америка, човекот кој внесе дух на скромност и реформи во Ватикан. Почина вчера на 88 годишна возраст и токму смртта на папата значи крај на една ера во Ватикан. Но токму неговото дело останува да зборува и за хуманоста и за солидарноста, но и за реформите во една од најстарите институции во светот. Што значеше неговото папство за католичката црква и што следува по него? На оваа тема разговараме со колешката Билјана Жеревска во Македонија наутро. Билјана, благодарам за позитивниот одговор за гостување, бидејќи знам дека и твојата агенда е полна и денеска. Но оваа тема секако заслужува да биде отворена, особено папата Франциск е некој за кој што заслужува да се зборува по сето она што го правеше изминативе години. Дека светот го почитуваше и многу го сакаше, видовме и во текот на вчерашниот ден. Го сака поради едноставноста, поради скромноста, поради народноста. Тоа се потврди на апостолската посета на Македонија во 2019 година. Но она што ме интересира е за старт на разговорот. Како лично го доживеа ти? Ти си една од ретките која што имаше блиска средба со него и токму на овие средби може најмногу да се види, слушне и доживее. Но тој неформален дел исто помеѓу формалните посети. Да, тоа е одговорноста на јавниот сервис, нели ние како национален емитувач имавме можност и привилегија, јас и колегата Јован Лесански, нашиот снимател, да бидеме 5 дена со папата, во текот на неговата апостолска посета на Бугарија и на Македонија. Тоа е одговорна задача, голема привилегија и сакам да ви се заблагодарам што вие ова утро, овој ден го започнувате токму со една ваква тема што исто така одговара на функцијата на јавниот сервис, бидејќи ова е најважниот настан денес во светот. Папата е личност која што несомнено ве менува, бидејќи тоа што го гледате од еден таков голем чин, таа скромност, таа победа на егото не ве остава рамнодушни. Вие очекувате, нели, дека тој ќе биде на дистанца, арогантен, меѓутоа тој се однесува многу пријателски. Сето тоа почна уште при нашата прва средба во авионот, кога тој се поздрави со сите присутни медиумски работници, со новинарите, со фоторепортерите, со снимателите, со сите од нас размени неколку збора, ни даде поттик, ни даде поддршка, посебно на нас и на екипата од Бугарија, бидејќи ние бевме за прв пат во една таква апостолска посета, додека другите колеги, имаше една колешка од Бразил на која што тој беше 100-то патување поред со папа, имаше колеги кои што патувале со Јован Павле II, имаше колеги што патувале со Бенедикт. Така што сите беа толку солидаризирани да ни помогнат во известувањето, а најмногу од нив мислам дека тоа го направи папата. Пред се со неговата благородност, ќе ве праша како сте, како се чувствувате, дали нешто може да ви помогне некој од нашиот тим. Едноставно ви губива егото. И гледаме и дел од снимките од документарецот кој што потоа и го изработивте. Да, имавме среќа да имаме соработка со другите колеги, бидејќи тоа е една набиена агенда, не можам да ви објаснам за тие 5 дена колку малку спиевме, поради големиот протокол, поради многобројните настани, патувањата, меѓутоа бевме упорни со колегата Лесански и решивме во оние кратки периоди, во тие паузи, да направиме интервјуа со колегите кои што подолго време го посетуваат, се дел од тие папски летови, апостолски посети, и за среќа остана тој документарец кој што е едно сведоштво за големината на неговиот лик и дело. Успее ли папата Франциск да ја доближи црквата до обичниот верник? Ете, ни го споделивте и вашето лично искуство при самото патување, начинот на кој што се однесувал со сите луѓе во авионот. Сега за време на боледувањето, токму на негово инсистирање на дневно ниво, бевме сведоци како се информира за неговата здравствена состојба, што не беше случај претходно со Ватикан. Дали можеме да констатираме дека со овој папа Ватикан уште повеќе се отвори за светот и веќе голем број на луѓе не го доживуваат како мистериозен центар? Па како да некога тој толку сакаше фудбал
и толку сакаше да танцува, сепак доаѓа од Аргентина. Нели, ако е италијанец, тој со неговото семејство после Втората светска војна емигрирале во Аргентина и сепак го носеше тој јужноамерикански дух во себе, таа непосредност. Тој во голема мера го отвори Ватикан. Кој да дојде после него, сепак и да е поконзервативен папа, ќе мора да остане барем дел од таа отвореност на што ја започна Франциск, таа реформа. Таа непосредност, гледав вчера, читав, истражував, една католичка од Бразил го прашува нешто и тој вели: па вие многу пиете текила, треба повеќе да читате книги. Таа негова непосредност. Исто така скромноста. За разлика од претходните папи, тој не носеше црвени чевли. Неговиот папски прстен беше сребрен со позлата, не беше изработен од злато. Самото име што тој го носи, Фрањо, е по светецот Фрањо од Асизи, Фрањо Асишки од Италија, кој што е познат по скромноста, по штедливоста и по фокусирањето да им се помогне на тие што немаат храна. Исто така, не му беше златен, точно. Беше метален. Да. Самото негово престојување во пансионот Света Марта, кој што е пансион каде што престојуваат кардиналите кога доаѓаат во посета на Рим, а не во апостолската палата. Исто така тој секојдневно ручаше и вечераше во заедничките простории на пансионот Света Марта, а не сам во своите простории. Значи тој го доближи Ватикан и со тоа што до луѓето, со тоа што им препорачуваше на клерството му препорачуваше да се доближат до народот. Да не биде тоа само предавање, некој филозофски говор, пошто понекогаш е и неразбирлив за обичниот народ, туку да се спуштат на нивно ниво и да се доближат до народот. Но и чисто говореше гласно како никој папа досега за општествени случувања во светот кои што не засега сите. Гласно говореше за војните, за мигрантите, за ЛГБТ заедницата. Често неговите говори не наидуваа на одобрување на светските лидери, но тој не отстапуваше од тоа што сакаше тој да го прати како порака. Колку е важно, Билјана, верските лидери да говорат така гласно за заедништво и за мир? Па тој има две функции. Тој е и председател на Ватикан, но и верски лидер, односно не можам да кажам председател, меѓутоа некој вид на духовен монарх. Генерално би требало во секуларните општества политиката и религијата да се одвоени, но тоа не е секогаш така, поврзани се на многу нивоа, тоа ја предводи најбројната религија во светот. Католичката религија е најбројна во светот. Секој негов збор, секој негов повик има огромен импакт на целата планета. Тој навистина направи големи општествени промени, пред се залагаше за достоинството на мигрантите. Кога ја посетуваше Америка, например, во Америка зборуваше за трговијата со оружје, исто така и за мигрантите. Во Европа зборуваше за климатските промени. Потоа беше многу посветен на младите, на проблемите кои што ги имаат во денешниот свет, кој што е многу искомерцијализиран. Велеше дека не може да имаме двајца господари, или ќе служиме на духовниот господар или на господарот на парите. Потоа направи реформи во однос на жените. Например, директорката на Ватиканските музеи е жена. Тој, иако се залагаше жените дека не може да имаат титули во хиерархијата на Ватикан, сепак се залагаше за нивно поголемо присуство во разни процесии во црквата и исто велеше дека црквата сама по својот род е женски род и дека таа нејзина енергија сите не штити како една мајка. Исто така се залагаше против нуклеарното оружје. Тој беше во Јапонија. Упати апел до светските лидери да престанат со тие нуклеарни закани. Беше во Африка, каде што во Јужен Судан се залагаше да прекинат тие ужасни масакри. Не може да се набројат сите негови апостолски патувања, кои што се околу 60, и каде се во светов тој имаше влијание. Еве едно подпрашање ме инспирираше вашиот одговор. Што за Македонија значеше првата и единствена посета на еден папа на нашата земја во 2019 година и со какви впечатоци се замина од тука?
Да. Утрово кога се разбудив, имам дома една слика од пресконференцијата со папата. Почувствував една огромна благодарност кон него, затоа што тој со неговата посета во Македонија успеа да го сврти вниманието на светот кон нас и светот да дознае за нас. Што дозна светот за нас од неговиот говор во пресконференцијата што имавме во авионот. Тој говореше дека оваа држава е мозаик од различности кои што меѓусебно не се толерираат, туку се почитуваат. Голема е разликата меѓу толерирање и почитување. Ја истакна Македонија како пример за тоа како треба да се однесуваат различните деноминации меѓу себе. Затоа што тој тука се сретна и со католичкиот бискуп, се сретна и со муслиманскиот, се сретна и со нашиот господин Стефан. Имаше средба со сите. Но неговото доаѓање во Македонија беше пред се поради мајка Тереза, бидејќи тој беше тој кој ја прогласи за светица и сепак мајка Тереза, света мајка Тереза е една од најзначајните католички фигури на денешното време. Сакаше да ја оддаде почит. Скромноста на папата се гледа и овие денови. И во тестаментот кој што го остави е тесно поврзан со протоколите поврзани со погребот по неговата смрт. Вчера можевме да прочитаме многу информации на социјалните мрежи. Во секој сегмент се гледа поедноставување на процедурата. Не сака помпа, не сака сложеност, не сака ништо скапо. Оди постојано на онаа поедноставна варијанта која е поблиска до верникот. Да. И тука се гледа неговиот карактер и после неговата смрт тој резонира со истата таа енергија. Вчера беше отворен тој официјален коверт во кој што нели е изразена неговата желба каде сака да биде неговото вечно почивалиште. Тој ја одбрал црквата Света Марија Маџоре, односно големата Марија, која што се наоѓа во еден дел на Рим, кој што е многу интересен, бидејќи тоа се смета за главна црква, главно седиште, главен храм на католичката деноминација, бидејќи во 4-тиот век, нели, кога христијанството почнува да се признава како религија, таа е прва изградена црква каде што можеле да го обожаваат Бог католиците. Тој во таа црква доаѓал секогаш пред и секогаш после неговите апостолски патувања и се молел и побарал во еден дел да биде закопан во земја и да не пишува дека бил папа, туку само да стои неговото име. Какви се протоколи се врзани за деновиве кои следуваат? Па, нели сега е прогласена 9-дневна жалост. Погребот на папата ќе биде меѓу 4-тиот и 6-тиот ден, околу 24-26 април, од прилика. Веќе сите над 250 кардинали од сите континенти, сигурно веќе се заминати летаат кон Рим. 10 до 15 дена по смртта ќе биде конклавата. Тука ќе присуствуваат сите кардинали, меѓутоа само 120 ќе бидат во таа конклава, која што ќе го одбере новиот папа. Тие треба да бидат под 80 годишна возраст. Уште од вчера се дискутираше за имињата, кои се можните наследници. Има околу 9 се тие што се вртат, меѓу нив е и заменикот на папата, кој што по хиерархија е втор во Италија. Јас вчера на Reuters истражував да ги имам тука нивните имиња. Тука е вака многу интересно. Тагле од Филипини, 67 годишен кардинал. Филипини има најголема трета поред католичка заедница во светот, после Бразил и Мексико, бидејќи таму Шпанија била, нели, колонизатор. Еден сериозен кандидат кој што би бил првиот од Азија, доколку го изберат. Потоа тука е италијанскиот кардинал Пиетро Паролини, 70 годишен. Тој е секретар на државата, дипломат кој што многу години ја имал функцијата како кај нас, да речеме, пандан би било министер за надворешни работи и втор по хиерархија. И тука е многу исто и така интересно Турксон, 76 годишен кардинал од Гана, кој што го следел патот на папата Франциск и кој што има многу административно искуство во Ватикан. Може ли неговиот наследник да го продолжи истиот пат или очекувате враќање на некоја поконзервативна линија?
Па од некои од овие 9 кандидати што јас ги истражував на реномирани сајтови кои што се запознаени со случувањата во Ватикан, имаше да речеме и поконзервативни имиња, како што е еден кардинал од Унгарија. Тоа е Ердо, 72 годишен, кој што се смета како компромисен кандидат, кој што доаѓа од конзервативниот табор, но е умерен, отворено не се судирал со таа полиберална струја, да кажеме, на Франциск, и кој што доста на некој начин контроверзно за Ватикан е близок со Орбан. Значи, тој е конзервативец, меѓутоа исто умерен. Сите се, повеќето од нив се, да кажам, поотворени, ја имаат таа линија на папата Франциск, меѓутоа има 2-3 имиња кои што се конзервативни, но кој да дојде? Промените се веќе направени. Никогаш веќе не може да се врати таа ригидност, да кажам, која што ја имаше можеби Бенедикт, бидејќи тој беше пофилозофски настроен, позатворен, поладен. Франциск веќе го отвори Ватикан. Но и се гледа одговорот на граѓаните ни светот што токму тие сакаат. Така да го завршиме и ви разговорот, Билјана, иако многу ќе говориме на оваа тема секако во периодот кој што следува, бидејќи прашања многу има што останаа неодговорени. Сигурно ќе вршиме и пренос како јавен сервис од секако. Кој е најголемото наследство на папата Франциск? Пошто најмногу ќе биде запаметен? По борбата за мир и по тоа што се залагаше за сближување на различните религии. Тој се виде со Фидел Кастро во Куба. Имаше обид, покана до кинескиот председател Джи Пинг да се сретнат, меѓутоа беше одбиен. Отиде во Ирак, се сретна со нивниот ајатолах. Тој отиде во Саудиска Арабија, што е неверојатно прв пат еден папа да го посети центарот на муслиманството. Тој отиде во Израел и во Израел се молеше заедно со еврејскиот рабин и со муслиманскиот великодостојник. Тој велеше, сите имаме различни филозофии, различни разбирања и толкувања на светот и на религијата. Меѓутоа, она што заедно можеме да го направиме е заедно да се молиме. Така. Дефинитивно остави белег, не само во кај католичките верници. Светот тагува без разлика на вероисповедта поради сите овие работи кои што досега ги споменавме. За нас уште еднаш е премногу важна таа 2019 година и историски гледано можеби не помина многу време од тогаш, поминаа само неколку години, но како ќе созрева времето се повеќе ќе го сваќаме значењето на тој датум и на таа година од апостолската посета која што имавме тука во Македонија. Секако остануваме овие денови во комуникација и сите информации кои што треба, не само низ утринската програма, благодарение на вас, низ програмите на македонската телевизија ќе бидат навремено пренесувани, нашите гледачи ќе ги добиваат потребните информации. Благодариме за гостување. Благодарам, Билјана, за гостувањето во утринската програма.